Добро вечер, започнува светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Дали е крај на школската година за 100 ученици во медицинското во Битола? Како побегнаа волците од зоолошката градина во Битола? Трибини на ВМРО ДПМН за воздухот во Битола и граѓанска иницијатива за воздухот во Битола. Тројца оскаровци на црвениот тепих. Ја почнаа новата учебна година во средното медицинско. По само 10 дена добија известување дека треба да си ги земат документите и да го напуштат училиштето. На број стотина ученици кои се пријавени на слободните места кои не беа пополните во уписните рокови. Во знак на револт денеска со родителите се собраа во дворот на училиштето. Стево Бешуровски. 100 ученици кои се пријавиле во медицинското училиште во Битола доктор Јован Калаузи се повикани да си ги земат документите и нема да можат да ја продолжат учебната година во ово училиште. Тоа денеска предизвика протест пред училиштето каде родителите и децата бараа одговор од директорката на медицинското училиште за ваквата одлука. Со завршувањето на школската година следеа уписите, кои е задолжително за во средно образование. Така да нашите ученици се запишаа во ово училиште. И вработените од ово училиште ни кажаат дека нашите деца ќе бидат примени без оглед на се што се случува. Имаше бодирање на децата. Ние сепак како родители ги запрашавме надлежните дали со тие бодови децата наши ќе успеат за понатаму и да се надеваат за уписот. Тие рекоа нема проблем. Така да организираа паралелки. Средата децата си почна школија до вчера. Вчера негде околу 12-1 сатот стигнал ферманот од Скопје наводно дека не важи тоа што го рекли тие и децата се дома. Од денеска званично, не тера да земаме документите сега со сила и да му бараме чаре. Кај му бараме чаре ние сега на 12 денес, утре 13, понеделник 15, кај ги запишуваме се. Сите паралелки по другите пополните се во другите школи. Психичка тортура во 21 век на дете. Значи, на кој начин децата кои ги избркат од ова школа сега, да се запишат во друго школо, на кој начин со каков елан кјучат и каков успех имат. Значи, ова е класично малтретирање. Според првиот човек на ова училиште, и годинава, како и годините наназад, после 25 август, бидејќи имало слободни непополнети места од уписните рокови, тие запишувале ученици со помалку поени, за да се пополнат слободните места. Претходно за ова побарале одобрение од ресорното министерство. Минатата година, јас повторувам, уписот на децата после 1 септември течеше, ако има место, било какви поени да има ученикот, ќе се запишеше во медицинско училиште. Ваквата промена не очекувавме и ние лично, бидејќи заради тоа ние на родителите не сме им давале сигурност, дека сигурно ќе биде, оти не знаевме точно 100%, меѓутоа се базиравме на минатата, на предминатите години и на тоа дека некои промени немаше законски, така да велевме дека имајте надеж, тоа не може така нагло да се случи. Одговорот им пристигнал на 9 септември, како што рече директорката, и со него не се одобрува запишување на ученици со помалку поени. На родителите им вети дека ќе се бара решение за учениците, а ваквата ситуација може да е проблем и за неколкумина професори кои може да се соочат со прогласување технолошки вишок. Законски ние имавме во конкурсот услов да ако не ги пополниме местата после 26 август поднесиме барање за намалување на поените. Барањето беше навремено поднесено и намалување баравме на поените од министерството. Значи баравме намалување првично до 60, од 60 поени кои што ни беа дадени да ги намалиме до 50 поени, со тоа што од годините, повторувам, минати, после 1 септември престануваше да важат условите на конкурсот како такви и имаше слободен упис на учениците. Значи, планот во училиштето развоен беше до 31 август да се примат учениците што имаат до 50 поени, а понатаму ако постојат заинтересирани ученици и места, кои што имаат помалку од 50 поени, исто така да се допримат за паралелките да бидат комплетни. Тоа беше од сите години уназад така и така се работеше. И немаше никакви немири, ниту проблеми. Родителите беа категорични дека немаат намера да ги земат документите од училиштето и нивните деца да останат на улица.
За воздухот во Битола, една трибина и едно јавно објавена иницијатива. Почнуваме со синоќешната. ВМРО ДПМН ја организираше со представници од Техничкиот факултет, од Центарот за јавно здравје, од РЕК Битола и експерти по екологија. Зборуваа за тоа како да се подобри квалитетот на амбиенталниот воздух. Битолчани на трибина организирана од ВМРО ДПМН од експерти на комисиите за екологија, сообраќај, енергетика и локална самоуправа, синоќа имаа можност да слушнат за квалитетот на амбиенталниот воздух во Битола. Од трибината ВМРО ДПМН со иницијатива формира едно консултативно тело во рамките на Советот на општина Битола, каде што веќе уште на првата наредна седница на Советот ќе побараме и формирање на вакво консултативно тело, на кое што учество ќе земат исто така еминентни стручњаци од областа која што ја опфаќа екологијата. И веќе на таа седница ќе можеме да го формираме тоа консултативно тело, каде што ќе во обврска барем еднаш месечно да се состанува и сите заедно да се предискутираме, да се ги разгледуваме состојбите во врска со амбиенталниот воздух во нашиот град. Лекарите тврдат дека загадувањето може да доведе до сериозни последици по здравјето на човекот и дека кон него треба да се пристапи како кон сериозен проблем. Иако загадениот воздух влегува преку дишните патишта и ги оштетува белите дробови, но не бил единствен причинител за белодробен карцином. Во нашиот центар, во службата за хигиена, се врши мерење на загаденоста на воздухот и тоа вршиме мерење на седиментот на прашината, кое што е над 10 микрограма, со частички, значи поголема од 10 микрограма, кој што не влијае, таа прашина, не можеме да ја вдишиме и не влијае, таа се таложи многу врз здравјето на населението. Од РЕК Битола имале преземено низа активности, поготово во делот на инвестициите. Модернизација на турбоагрегатите во РЕК Битола во вредност од 56 милиони евра. Со оваа модернизација, значи покрај останатите делови, како што се зголемување на животниот век, зголемување на мојкноста на турбоагрегатите, најбитна работа е зголемување на коефициентот на полезно дејство. Со тоа што значи? Тоа значи дека за исто количество на произведена електрична енергија имаме помала емисија на стакленички штетни газови. Исто така, значи имаме направено и друга модернизација на котлите. И од општина Битола имале преземено мерки за квалитетот на амбиенталниот воздух. Минатата недела веќе побарано е од страна на Министерството за животна средина да се достават мобилни мерни станици во нашиот град и да се направи вонредно испитување на амбиенталниот воздух во Битола. Значи Оваа тема во моментов е во центарот на вниманието на македонската јавност, бидејќи во последно време нивото на загаденост во повеќе македонски градови, вклучувајќи го и нашиот, е многу над границите на дозволеното. Група граѓани засегнати од прашањето за квалитетот на воздухот, прво на Фејсбук, а денеска и преку медиумите ја покрена иницијативата Битола сака чист воздух, за нас се работи. Прв чекор на делувањето им е средба со градоначалникот и советот. Оливера Михајловска. Битола сака чист воздух, за нас се работи, е слоганот и иницијативата која денеска во јавноста ја пласираа граѓани кои велат засегнати од иста проблематика се соединиле на социјалната мрежа Facebook на 1 овој месец. Велат не сме невладина политичка партија, ниту асоциација, ни фондација. Граѓани сме на Битола. Велат иако во јавноста се даваш информација за алармантна состојба со загаденоста на воздухот, тие ќе одат чекор по чекор. Прво ќе детектирале дали има аерозагадување, колкаво е истото, од каде е изворот и натаму мерки за решавање на проблемот. Тврдиме дека наша идеја не е да се создаваат нови или да се подхрануваат шпекулациите од типот дека РЕК Битола, екоклубот, домакинствата, ова или онаа фабрика или кој уште не споменат во сите постови на нашите поддржувачи се главни загадувачи, ниту пак дека некаква наша сулуда идеја е затворање на РЕК Битола или како што може да се прочита во некои наши коментари, не знам си какви уште не шпекулации. Тие шпекулации во најмала рака ги сметаме за смешни. Најважно велат им е мерните станици да се стават во функција да покажат дали има или не аерозагадување, колкаво е тоа и што понатаму. Ке го решаваат проблемот институционално во рамки на законот. Со собраните потписи
Прво ќе побараме средба со градоначалникот и советот, кои се надеваме ќе ни излезат во пресред за овој проблем, кој не засега сите и нема да мора да преминеме во собирање на потребниот број на потписи за покренување на поголема граѓанска иницијатива. Доколку не наидеме на разбирање кај надлежните, нашиот чекор е токму собирање на тие потребни потписи за таа граѓанска иницијатива да стане законска. На крајот се оградија од организација на било какви акции кои нема да бидат најавени на Facebook, медиумите или пресконференција на оваа тема од нивна страна и рекоа дека во иднина ќе организираат културно-едукативни настани за помасовна афирмација на нивната идеја. Двата волци убиени, другите два на посигурно место, сместени од безбедносни причини, иако условите не ги задоволуваат стандардите. Синоќа објавивме дека вториот волк кој побегна на Тумбекафе беше застрелан. Денеска ја посетивме градината за да прашаме за живеалиштата во кои што живеат и како побегнале и за критиките на Сдруженијата за заштита на животните, зошто биле стрелани, а не успиени. Стево Бешуровски. И вториот волк кој вчера побегна од зоолошката градина во Битола е застрелан. Првиот, како што вчера објавивме, беше застрелан во обид да избега од живеалиштето, каде што биле сместени вкупно 4 волци. Двата кои не побегнале ги префрлиле во кафе заради безбедност. Раните утрински часови, негде после 7 отприлика часот, бев известен дека волците успеале да го пробијат, тајде да речеме, во наводници пробијат живеалиштето, се работи за живеалиште кое одговара по стандарди за ограда која е висока преку 2 метри, меѓутоа е атипично за нив, тие ја прескокна таа ограда, заправо успеа да отворат еден отвор и нам не е јасно како сето тоа се случи. Меѓутоа, при нивни обид за бегство, како што налагат и процедурите, доколку животното не може да се залови, односно да се спречи во бегството, тога се пристапува кон негово, да речеме, ликвидирање, бидејќи тоа е во фаза на бегство, значи не можеме ние тука да го бркаме и да го фатиме. Можам да кажам дека зоонегователите реагираа правовремено и според прописите, така да моментално не постои опасност од избеганите волци, тие повеќе ги нема. На прашањето зошто волците биле сместени во вакво живеалиште, Нешовски вели дека тоа се стандарди за зоолошките градини. Добро, стандардите за чување за волци не предвидуваат дека живеалиштето треба да биде и од горната страна прекриено со мрежа. Например, веќе наведам така за животните како што е лисица, леопард и јагуар. Правилата налагаат живеалиштето да биде од сите страни заградено со мрежа. Меѓутоа еве вака за волци, за да речеме лав, тигар, не налагат правилата за да биде од сите страни заградено живеалиштето со мрежа. Застрелувањето на двата волци најде на критика кај Сдруженијата за заштита на животни и прашањето зошто не биле успиени, туку застрелани. Да се земи да се пука со средство за успивање на која далечина. Прво тие што зборува така треба да знаат дека пушките за успивање действуваат само на многу мала далечина. Че не можеме ние кога гледаме волко дека бега тој на 30, 40 или 100 метри и да пукаме со таква пушка. 99,9% ќе го промашиме. И зависи каде ќе се погоди со стрелката. Значи не секое место каде ќе се погоди тоа значи дека тој ќе биде успија. Значи душебрижниците таа бранша нека се информираат малку подобро пред да поставуваат такви прашања. Инаку во зоолошката градина во Битола во тек е реконструкција, односно уредување на живеалиштата на животните. За реформата во водостопанството во наредната најава. Битолско поле гледа надеж во државното водостопанство. И за пристигнувањето на оскаровците во Битола покусата пауза. Останете со нас. Започнува јубилејното издание на филмскиот фестивал Браќа Манаки. Лука Бигаци, добитник на специјалната Златна камера 300. Фолтин ги освојуваа светските меридијани.
Ева на топлификација, кабелските оператори и телефонските оператори нема да може да исклучуваат за неплатена сметка без знаење на корисникот и без решение. Тие ќе имаат обврска и пред евентуалното исклучување да поднесат постапка до управниот суд. Ова се предвидува во новиот закон за општа управна постапка за кој вчера се одржа јавна расправа. Професорот од правниот факултет Борче Давидковски оцени дека со ова законско решение се нуди поголема заштита на правата на корисниците. Според него новиот закон за општа управна постапка е подготвен согласно со европските стандарди и начела со помош на експерти од Европската унија. Министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски се надева дека новиот закон ќе ја подобри работата на администрацијата, а граѓаните ќе бидат позадоволни од услугите. Битолско поле водостопанско предпријатие гледа надеж во државното водостопанство. Финансиските, техничките и кадровските проблеми се надеваат да ги надминат откако ќе се припојат кон новоформираното државно предпријатие. Оливера Михајловска. Се оформи на иницијатива на владата со кредит од Светска банка за во првите 6 месеци да покрие плати и други неопходни трошоци. По тој рок, Битолско поле имаше обврска со самофинансирање да се исправи и опстои. Неодамна со одлука на владата се реши да се оформи водостопанско предпријатие кое ќе ги припои останатите предпријатија од другите општини. Битолско поле во изминативе 4 години, иако бараше нови работници, Министерството за финансии не ги одобри. Се уште се 14 и имаат низа проблеми во работењето. Се соочивме со проблеми да немаме машини, сите машини беа стари, расходовани веќе, вредноста на нула, кадаро што го зедовме многу малку, ние да речеме баравме во почеток одма 30 души, согласно за 30 луѓе да се вработат, добивме само за 13. Што значи ден денес истото останавме на број, значи со семена 14, а се уште бараме не можеме да добиеме. Од кои причини не знам. Значи имаме финансиски, структурални, организацијски, технички проблеми. Значи да ги обедини тоа акционерско друштво сите предпријатија водостопански во Македонија, со тоа што да му помогне во имплементација на сите активности што ги работат самите водоски. Објектот на поранешното предпријатие водостопанство, каде до неодамна беа сместени, веќе не им е на располагање, бидејќи за истиот имало хипотека. Самата банка си ги превзеде, пошто ние немавме сила да ги исплатиме средствата што ги беа побарувани, што беа водостопанство што ги боржеше. А и да имавме, не можевме. Ние, речеме, со работењето стекнавме некои средства, се договаравме за да се плати и на рат или да се подигне некој кредит. Него не можеме затоа што ги должи водостопанство Пелагонија, со тоа со само ликвидација обврските пренесени се на државата, така да ние и да сакавме не можеме да отплатиме туѓ долг. Што ќе значи за Битолско поле формирањето на државното водостопанство? Планирани се средства, да, ако да се купат и багери и машини поединечно на секоја фирма, како што ќе доаѓат средствата од самата влада, да речеме така натаму. Сега со ова акционерско друштво се дават предност на него дека тие ќе ни помогнат и ќе не опремат со кадар, кај што фали да се примат, значи имаме проблеми со согласностите. Значи ние овие 3 години бараме кадар, него не добиваме согласност како јавно предпријатие, се знае, треба да се добие согласност од Министерството за финансии, па да може некој да го земе. Со самото формирање на акционерско друштво сега се вели дека ќе немате такви проблеми, затоа што кадаро што ќе го побарате, ќе ви биде на располагање, мислам, да се вработи. Инаку во изминатиот период Битолско поле обстојуваше преку проекти за одводнување и од 80% наплата од земјоделците. Каде се паркираме со нашите автомобили во Битола? Едни на предвидените паркинг места, други на тротоари, трети пред портите на некои куќи. А како име на оние кои кога ќе ја отворат вратата од домот да се соочат со паркираните возила? Слободни паркинг места, а паркирани автомобили пред дуќани и куќи. Ваква е сликата на улицата Солунска во Битола. Жителите се жалат на непрописното паркирање на граѓаните. Велат дека и покрај тоа што од десната страна е воведено зонското паркирање, битолчани кои поради заштеда за избегнување да не се плати паркинг место, кои поради несовесно однесување, своите автомобили ги паркираат пред влезовите од куќите и дуќаните.
Има обележен паркинг од десната страна, луѓето постојано паркираат од левата, значи а тоа е апсолутно незаконски, против сите прописи во Сообраќајот. Секојдневно имаме проблеми на ова улица Солунска со паркирање на возилата од страната, кај што не се наплаќа, а таа што се наплаќа се избегнува. Секојдневно влезови на куќи, на гаражи, не може да излезе со колата и така натаму. Секојдневно е тоа проблем и дење и ноќе. Еден проблем имале кога на дуќанџиите требало да им стигне стоката. Велат дека кога камионите ќе дојдат, никако не можат да застанат за да ја истоварат. А друг проблем, кога ќе ја повикале шлеп службата, нервозните несовесни возачи започнувале и вербална пресметка. Секако дека ја повикуваме шлеп службата да дојде затоа што сме приморани во случај, затоа што влезовите не се блокирани и не можеме да функционираме нормално. Наидуваме до многу бурни реакции. Навистина, дури верувајте не е ни лично до нас, значи сето е дел на културата, на работата, на апсолутно ние реагираме во склоп со работата. Значи тука идиме до недоразбирање со граѓаните, идиме до конфликти дури некогаш и тоа е многу тажно. Велат дека хаосот што владее тука дава негативна слика за нас и создава лош впечаток кај сите минувачи, особено кога станува збор за туристите од странство. Жителите од Солунска со апел до битолчани. Затоа апелираме до граѓаните да ако може да се крени свеста на народот за сообраќајната култура, за да нема такви некои испади, непријатни ситуации како што се случувале досега. Ваков хаос не се случува само на оваа улица. Слична е ситуацијата и за дуредот во центарот на градот и на улицата Јане Сандански. Нервозни возачи, непрописно паркирани возила. Буквално овие улици се блокирани. Таква беше сликата и денеска во 13 часот напладне. Од двете страни на улицата паркирани автомобили, па едва и може да мине една кола, а камоли да се разминат две. Инаку неодговорните сопственици на возилата плаќаат глоба за погрешно паркирање од 45 евра, но и трошоци за подигнување и транспорт од 1600 денари. Па сега вие видете каде ќе паркирате. Тројцата оскаровци, светски познатата актерка Жулиет Бинош и кинематограферите Лука Бигаци и Крис Менџис за прв пат од одржувањето на браќа Манаки во ист момент ќе бидат во Битола. Тие немале посебни барања. Маја Богоевска. Откако Лабина Мидевска е начело на фестивалот браќа Манаки, за прв пат се случува тројца оскаровци и добитници на наградите да бидат на отворањето на фестивалот. Таа вели дека годинава ги понудат најдобра програма до сега. Место 2 црвени тепици, оваа година поставуваме 3. Знаете дека до Балчак е во недела. Се одлучивме така и на барање на автор, затоа што е доста долг филмот, но и ние како фестивал мислевме дека тоа ќе биде подобро за нас, затоа што секоја се фокусираме на отварањето и затварањето, а секој светски фестивал, секоја вечер има црвен тепик. Прв пат годинава, не знам, примаме 25 до 30 волонтери, се пријавија 150 волонтери и беше општа тепачка за млади луѓе кои сакаат да бидат во тимот на фестивалот. И мислам дека тоа е воодушевувачки знак. Значи тоа е знак дека младите да не се навредат по старите, но мислам дека иднината на фестивалот е во овие млади момци и девојки кои сакаат да доаѓаат, да волонтираат, да носат кафе. На крајште ја така имам почнато со преддождот. Благодарност до Лабина уште еднаш, затоа што секогаш знае со имињата кои што ни ги носи, со високите гости, да предизвика големо внимание, со што добиваме голем број заинтересирани. Како и оваа година, се разбира еден голем проблем кој што никогаш не можеме да го решиме до крај, тоа се влезниците. Навистина, уште пред 10 дена, веќе е многу тешко да се најде влезница, што е разбирливо, меѓутоа, тоа е тоа. А интересот е многу голем, Битола има голем број културни случувања. Општина Битола е максимално подготвена за пречекот на гостите, а фестивалот низ годините се движи по нагорна линија. После онаа слабост пред неколку години пред да дојде Лабина како прв човек на фестивалот, таа слабост се сеќавате кога фестивалот имаше проблеми со пренесувањето во друг град, мислам дека максимално концептот кој што го спроведуваме и упорноста и вредните луѓе во екипата околу Лабина, сите заедно придонесовме да направиме едно вистинско културно случување со што
Овој филмски фестивал, Браќа Манаки, значи интернационален фестивал, се вбројува во најзначајните фестивали, кои што ги знаеме и често пати ги читаме на порталите, ги гледаме на странските и на домашните медиуми. Бинош и Менџис се пристигнати, а Бигаци доаѓа утре. Сите тројца немале некои посебни барања. Сега за сега нема специјални барања. Она што побара и што е воодушевувачки, затоа што напоменав, како што ми бев известена, дека е многу умерна, затоа што моментот има 4 филма и го промовира. Последниот филм беше во Торонто, ретко патува, така да тоа што доаѓа во Битола е навистина голема чест. Но она што мене ме одушеви, затоа што ние во агентата и набројавме многу работи, што би сакала е кратко време тука, дека е спремна да стане многу рано наутро, само за да ги види сите тие прекрасни места низ Македонија, така да тоа инсистираше да види што е можно повеќе работи. Митевска вели дека директорите на фотографија обично имаат помалку барања за разлика од филмските звезди, а како пример за тоа ја дава Кетрин Денев, која беше исклучително тешка жена. Има зашто да биде тешка, но ние како организатори да, многу, мислам, едноставно фантастична глумеца и секоја почест, но многу бара, многу сака, многу внимание. Ali ја бев трудна, па ми рекоа дека била малце подобра со мене, бидејќи сум била трудна. У Белград си отишла. Сите влезници за филмот до Балчак веќе биле продадени, а веќе се размислува и за втора проекција. И апсолутно секој се знае колку му е буџетот и секој треба да го исплати оној кој работел на нешто. Ситуацијата е таква кој што е, ние како фестивал ќе се потрудиме македонски филм и се најдобро да направиме, но мислам дека филмот треба да тргне, тоа е мој личен став, не на фестивал, треба да тргне затоа што е единствен начин да луѓето колку толку се доисплатат. Значи да тргне у дистрибуција затоа што тие долгови никој нема да им ги исплати. И сега поради тоа пуштивме голем број на билети во продажба. Сите се продадени до сега, доколку има интерес и доколку несрекна околност е таму што нема ни продуцент. Значи, сега фондот се грижи за сето тоа. Доколку има интерес и доколку е се во ред, ние со задоволство, за да им помогнеме на луѓето кои што не се исплатени од Битола, ќе најдеме термини, ќе го пуштиме уште една. Отворањето на фестивалот е утре вечер. Крис Менџис пристигна во Битола. Во Битола само што пристигна еден од најголемите кинематографери Крис Менџис. Британецот дојде со сопругата Џудит Ан Менџис и ќе бидат гости на фестивалот до среда во утринските часови. Во Епинал беше пречекан од представници на фестивалот. Менџис пристигна во Битола со цел да ја прими Златната камера 300 за животно дело, а во вторник од 13 часот и 30 минути во малата сала на Центарот за култура ќе одржи мастерчас. Општина Могила денес го одбележа денот на основањето, по тој повод организираа повеќе активности. Маја Богоевска. Општина Могила денес го прослави својот 18-ти роден ден, односно 12 септември 1996 година е основана општината. Пивковски во својот досегашен мандат од година и половина ги потенцира приоритетите на кои се осврнале досега. Кога е во предвид развојот на општина Могила, секогаш акцентот ми е даден, знаете и порано и секогаш го кажувам, инфраструктурата е секогаш приоритет и водоснабдувањето. Направивме доста во момент, се асфалтираат во неколку населени места во Ивањевци, во Мусинци, Ношпол и во Трап, улици се асфалтираат. Направивме резервар во село Ваширејца за водовод, кој што е финансиран од Агенцијата за финансиска поддршка. Направив еден голем исчекор оваа година, она кај што најбитното ни е општината, развојот и просперитетот на општината, токму на младите, и вложив доста труд и издвоивме средства од буџетот на општината. Реконструкција направивме на неколку училишта. Она опожареното, тоа е помош од владата на Република Македонија, веќе во завршени фази, мислам дека за некој ден ќе отпочне со работа. Направивме со Тика, една невладена организација која што направи прекрасно училиште во Будаково Трап. Се посветиле на реконструкцијата на училиштата. Реконструиравме училиште кој што, кога дојдов искрено и кажам, ми падна грев и жал за тие дечиња, таваните надвиснати, никаква сигурност, никаква безбедност за тие дечиња, во
село Светодолори направивме реконструкција на училиштето и денеска децата се чувствуваат прекрасно. Направивме уште едно училиште во село Чарлија. Онаму каде што сите ми веле дека тие училишта треба се затворат, каде што имаме мал број на дечиња, јас би рекол напротив. Ако едно училиште со 7-8 дечиња во едно мало село го затвориме, една продавница во тоа село ако не функционира, значи тоа село ќе го ставиме во изумирање. Напротив, јас давам поттик на оние сите млади неженети луѓе да се женат, да имаме деца и тие училишта да ги вратиме во онај стил, во онај развој како што беа, значи кога имаше многу дечиња. По повод денешниот празник на општината се организираа повеќе активности, а на вечерашната свечена академија ќе бидат доделени повеќе благодарници од сите области на живењето. Еве што донесува светот. Опонентите на шкотската независност во мала предност. И за други вести од светот по паузата, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали е потребно детските градинки да работат и во викенди? Да, не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Опонентите на шкотската независност во мала предност. Според последното истражување на Југов, пред противниците на независноста на Шкотска се во мала предност пред поддржувачи на независноста на една недела пред еден историски референдум. За останување на Шкотска во Обединетото кралство биле 52%, а за независност 48%. Истата агенција минатиот викенд објави спротивни резултати според кои за независност биле 51%. Тоа влијаеше негативно врз вредноста на британската валута. Масовни улични демонстрации на граѓаните на Барселона беа одржани по повод Националниот ден на Каталонија, а минаа во знак на најава на референдум за самостојност на тој најбогат шпански регион за 9 ноември. Според извештаи на западни медиуми, на улиците имало повеќе од 500.000 луѓе, додека организаторите тврдат дека на улици излегле 1,8 милиони во денот кога се одбележуваат 300 години од воспоставувањето власт во Каталонија. Ако народот на Шкотска може да гласа, зошто да не можат каталонците? Ако каталонскиот народ сака да гласа за својата иднина, практично е невозможно тоа за секогаш да се запре, изјави регионалниот претседател Артур Мас. Тој вети дека ќе бара да биде донесен регионален закон со кој ќе биде овозможено одржување консултативно гласање, но последен збор би имал Уставниот суд. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево?
Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Останете понатаму со Тера телевизија.